Денеска сакам да ви кажам една многу важна работа, на која сум многу горд, а и вие кога ќе го слушнате истото, како македонци ќе бидете многу горди. Но претходно, малку увертира за временскиот интервал во кој се наоѓаме. Крајот на јули, почетокот на август, период кој што јас постојано кажувам би требало да се избегнува ако како македонци сакате да се ги искористите одморските денови и да дојдете во Малта. Супер е, прекрасно е, значи да дојдете во Малта, но треба да бидете спремни, значи треба да бидете подготвени дека ќе се соочите со страшно топло време, со огромна влажност и со многу голема гужва. Јули е преполн, а август е повеќе од преполн. Знаете како кога се вели натрупано па претекува, претекува од островот од сицилијанци кои што го користат Феро Агосто. Ако имате деца кои што одат на училиште, тогаш да, немате друг избор. 1 септември мора да бидете дома. Користите го јуни. Но ако имате можност и со децата, а посебно сами, да дојдете во период кога не ви е важен интервалот за училиште, тогаш користете го после 15 септември. Тука се бањаме и октомври и скоро цел ноември. Мината година последен пат се бањав првата недела од декември и после тоа више почнуваат дождовите, малку заладува, се лади водата, се лади нормално земјата и станува се поладно. Но како што е топла водата во септември и октомври, па дури и првата недела од ноември, така не е ни во април, ни во мај. Сега, најважната работа за она што сакам од самиот старт на денешната епизода да ви го презентирам. Го имаме најдобриот менаџер во секторот угостителство, кафе барови, сладки и така натаму. Човекот кој што ја доби наградата од својата фела во Малта е македонец. Токму така. Ален Осман, синоќа на таа свеченост, гала вечера за сите бизнисмени во секторот угостителство, ресторани, кафе барови, најдобри јадења, најдобри ресторани, најдобри менаџери, најдобри келнери, најдобри. Тука освои 2 награди. Најдобар кафе бар и најважната награда, јас ќе кажам, гран при на тој дел од бизнисот, каде што се наградува најдобриот лидер, бизнисмен, менаџер. Тоа е нашиот македонецот Ален Осман, кој го покрена пред некоја година бизнисот со мини палачинки, сладки, торти, Mama's Sugar. Сигурно во времето од Европското првенство имавте прилика и подобро да го запознаете и со него и со неговите производи. Иако доаѓате во Малта, немојте да пропуштите да ги пробате неговите сладки. Фантастични. А најдобрите мини палачинки на островот се токму на Mama's Sugar. Едната награда, другата награда. Како се чувствуваш како најдобар лидер во текот на целата година во овој бизнис кој што воопшто не е мал, посебно во земја која што е базирана исклучиво на туризам? Да ти кажам, дефинитивно така сум изненаден за самата награда. Пошто прво добивме првата награда за Best Local Cafe, значи во Малта. И вторава награда од индивидуалец, како за мене дефинитивно е голем успех. Оваа награда не е само награда која што ти дава кредит во минатиот период, туку ти наметнува сега
и многу нови правила кои што мораш да ги одржиш и да ги подобриш. Свесен си за тоа? Да, дефинитивно. Дефинитивно. Не застануваме тука, така да дефинитивно идеме многу подобро од тоа што сме во момент. Се некои знаци и овие пукања, празничните петарди на островот веќе кажуваат. Оваа награда исто така е нешто што се базира буквално на работата на целиот твој тим. Тешко ли беше да се одбере и да се најде таков добар тим кој што се луѓето што работат во твоите локали? Па мислам дека не беше и беше, ајде да кажам така, во исто време, меѓутоа тимот доста моментално сме 12 луѓе кои што работиме во сите три локали кои што ги имаме ние, така да дефинитивно тимот е доста заслужен у глобала и во кујна, кои што луѓето што го произведуваат благите и надвор кои што работат во локалите, така да се тоа благодарение на целиот тим, нормално. И на крајот, дали планираш нешто ново? Нешто што ќе ги изненадиш малтешкиот простор со некои нови производи или нешто ново од франшизата? Мислам дека ќе има нешто ново, би требало од септември месец. Така да, наскоро. Ти посакувам уште еднаш многу успешна и уште поубава година која ќе следи. Ти благодарам на тебе. Секој добро.